Она што дефинитивно е јасно, тоа е дека Audi A6 Avant e-tron ќе се приклучи на караванот кој треба претходно да се представи, но јасно е дека концептот ја прикажува основата на надворешниот дизајн на идните представници на Audi во сегментот на батериски електрични возила. Audi останува вистинит и доследен на својот стил кога станува збор за дизајнот на каросеријата. Логично е и очекувано да има различна маска на ладилникот која може да биде речеси целосно затворена поради електричниот погон. Предниот дел, како и комплетната каросерија, се замислени и обликувани да создадат што е можно помал воздушен отпор. Официјалните податоци покажуваат дека димензиите на A6 Avant e-tron концепт се многу блиску до сегашниот A6. Должината на возилото е 4,96 метри, ширината 196 сантиметри, но со 144 сантиметри овој караван е прилично низок. Производителот наведува дека караванската форма на каросеријата со одсечениот заден дел малку го расипала коефициентот на отпор кој изнесува 0,22. Концептот е поставен на платформата Premium Platform Electric за која многу се зборуваше. Таа ќе биде употребена кај веќе најавениот кросовер Audi A6 e-tron, но ќе се користи и кај Porsche. Погонот е сочинет од два електромотори со вкупно 469 конски сили и 800 Нм максимален вртежен момент. Audi се уште официјално не го објави капацитетот на батеријата, но може да се претпостави дека ќе биде околу 100 киловат-часови, со работен напон од 800 волти, способен да издржи брзо полнење до 270 киловати, што треба да овозможи за 10 минути полнење да се поминат 300 километри. Веќе е јасно дека Audi ќе им понуди на клиентите различни опции за пренос на силата на задната или на двете оски. Првата би требала да спринта до 100 км на час за околу 7 секунди и ќе има автономија од околу 700 км. За најмоќната верзија Audi мистично најавува дека забрзувањето ќе биде многу помалку од 4 секунди.